Излегување на улиците и протести еден од следните можни чекори на ВМРО ДПМН со цел одење на предвремени парламентарни избори. Ова го најави лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, потенцирајќи дека токму на оваа тема ќе се разговара денеска на извршниот комитет на партијата, каде ќе се донесе одлука за следните чекори покрај блокадата на собранието. И ќе излеземе многу скоро со динамиката на активностите, но се е на маса. Само не е напуштање на парламентот. Тоа задоволство нема да го има оваа власт, да го напушти на парламентот за да можат од законот за марихуана па наму се да се поминат. Тоа нема. Дали може би ќе промислите протести да бидат еден од следните чекори? Да. И дали... Да. Мицкоски потенцира и дека власта се додворува на меѓународниот фактор, но избегнуваат да ја говорат вистината. Па нели според СДС Мајдуи нема блокада, ја совладале блокадата. Јас така знам, они велат ја совладале блокадата и нема блокада и собранието си функционира нормално. Ама затоа секаде каде штидат по амбасадиве, коленичат и цимолат дека ВМРО ДПМН им го блокирало парламентот, пошто не ја говорат вистината, велат дека тоа било некаков бојкот, па мислат дека ние ќе го напуштиме парламентот, нешто што на најмногу го сакаат Заев Зоран преку Ковачевски и Тала Џафери, за да може се да си поминат она кое што во овој момент е против интересите на народот и граѓаните. Околу блокадата на ВМРО ДПМН е повторно со истиот став премиерот Димитар Ковачевски. Сега само дополни дека таа не била на целата опозиција, туку само на една партија. Јас уште еднаш повикувам сите претеници во собранието да бидат на ниво на одговорноста која што имаат не пред партија, туку пред граѓаните, со оглед на тоа дека собранието треба да работи за да се носат закони кои што значат унапредување и на стандардот и задржување на стандардот на граѓаните, меѓутоа и овозможување на подобри услови за компаниите во ова кризно време. Најавата за протести може да се каже дека е очекуван развој на настаните со оглед на тоа што од ВМРО ДПМН најавија дека ќе ги искористат сите можни механизми за предвремени парламентарни избори за излегување од кризата во која во моментов се наоѓа Македонија.